Втор меѓународен симпозиум од областа на фармацијата денеска се спроведе во Универзитетот Гоце Делчев Штип. Научници, практичари и студенти од целата земја се собраа за да истакнат улогата на фармацевтот како клучна алка меѓу традиционалната и иновативната терапија. Симпозиумот е организиран од одделот за фармација при Факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев. Настанот се совпаѓа со одбележувањето на Светскиот ден на фармацевтите, кој оваа година се одржа под мотото "Помисли здравје, помисли фармацевт". Со силна порака за важноста на фармацевтите во здравствениот систем, симпозиумот го отвори професор доктор Катерина Смилков. Денес се собравме да ја проследиме програмата на вториот симпозиум во организација на одделот фармација при Факултетот за медицински науки при УГД. Денес, симпозиумот го работи на тема фармацевтот како алка помеѓу традиционалната и иновативната терапија и има за цел да ги собере фармацевтите од државата, да помогне во нивната едукација, да се разменат идеи и искуства. Идејата е да го одбележиме и Светскиот ден на фармацевтите, кој што се одбележуваше на 25 септември, кој оваа година е под мотото "Помисли здравје, помисли фармацевт" или "Think Health, Think Pharmacist", и да ја истакнеме улогата на фармацевтот како најзначаен и најдостапен здравствен работник во промоција и неговата улога во промоција на здравјето и на единките и на заедницата. Познати професори од Балканот и пошироко во изјавата за медиумите од настанот потенцираа дека главната причина за стрес е нездравата исхрана, како и социјалните медиуми, и тие во својот говор ја истакнаа важноста за фармацевтите. Јас доаѓам од Универзитетот Данди во Шкотска, и предавањето се однесува на она како нашиот организам, кои молекули се важни за нашиот организам да се одбрани од стрес. Здравата исхрана е еден од важните фактори и со оглед на тоа што денес го почнавме да го дискутираме, би ја истакнала рационалната и здравата исхрана како еден од најважните начини да се промовира здравјето, да се одржи да се промовира здравјето. И можеби во овој контекст, младите и нивната експонираност кон социјални медиуми можеби е и главната причина за стрес. Имала сам велико чест. Имав чест и задоволство да учествувам на денешниот симпозиум со предавање на тема за исхрана, но и на значењето на фармацевтите, кога е во прашање рационалната безбедност. Неконтролираната употреба на исхрана е најголемата грешка која што ја прават најчесто младите. Инаку настанот се одржа во просториите на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, а на истиот присуствуваа студенти, професори како од земјава, така и од странство.